27. mart 1941. godina je istorijski den za narodite i narodnostitene Jugoslavija. 27. mart 1941. Den koji predstavува nastan što gi svrtel tekovita na svetskата istorija во виорот на Втората светска војна. Тој ден народите и народностите на Југославија со едногласното не го запреа блицкригот на Адолф Хитлер. На тој ден во југословенската престолнина Белград и во другите градови и места се слушаа зборови од илјадници грла: долу предавството, долу предавничката влада, поарно војна одошто пакт, поарно гроб одошто роб. На тој ден забранетата комунистичка партија на Југославија излезе од илегалност и застана на чело на народните маси, барајќи одбрана на земјата и раскинување на срамниот Троен пакт. На 27. март 1941. година со воен преврат беше срушена владата на Цветковиќ Мачек, а со тоа спречени Хитлеровите планови без војна да го освои Балканот. Адолф Хитлер збесна. Истиот ден нареди и војнички и како држава да се уништи Југославија. На 6. април 1941. година оваа наредба на Хитлер започна да се спроведува во дело. Фашистички ордија нападна и ја парчосеа Југославија. Но комунистичката партија на Југославија не го признава парчосувањето на Југославија. Таа беше поробена, но не и покорена. 27. мартовскиот дух не можеше да се скрши. Започна борба за ослободување, долга, тешка, мачна, но борба за слобода. Јосип Броз Тито, давајќи оценка за 27. март 1941. година, истакнува: како почеток на народно-ослободителната борба на југословенските народи, со право може да се смета 27. март 1941. година. На 27. март 1973. година на општите избори во Чиле победи Салвадор Алјенде како представник на блокот на народното единство. Прв пат во историјата на Латинска Америка по парламентарен пат дојде на власт личност со марксистичка ориентација. Радикалната прогресивна програма на блокот на народното единство најде на енергичен отпор на десничарските сили во земјата и на северноамериканските монополистички кругови, кои со боен пуч во септември 1973. година ја соборија легалната влада на Алјенде, а самиот Алјенде беше убиен во председателската палата. Поздравен од групата јапонски владини представници, кинескиот прв амбасадор во Јапонија, господин Чен Чу, пристигна на Токискиот аеродром на 27. март 1973. Со него од Шангај допатува и група научници во официјална посета. Јавноста со одушевување го поздрави обновувањето на дипломатските односи меѓу двете земји. Ова е аеродромот во Лас Палмас на Канарските острови на 27. март 1977. Оваа маса метал што зазема пространство од скоро 1,5 километар околу главната писта е она што остана од двата Боинга 747 што се судрија при обидот да летнат. Многу луѓе загинаа, со што ова стана една од најтешките несреќи во историјата на авиацијата. Двата авиона, едниот на Pan American и другиот холандски, се подготвуваа да летнат од малиот аеродром при многу слаба видливост. Државата Алјаска беше прогласена за катастрофална зона на 28. март 1964 од страна на председателот Линдон Џонсон, откако голем земјотрес уништи поголем дел од државата. Најтешко погоден беше градот Анкоридж. Центарот на градот беше скоро наполно уништен. Повеќе од 1000 домови беа разурнати, но за чудо имаше само 66 жртви на целото подрачје. Вкупната штета од земјотресот беше оценета на $250 милиони. Палатата Абдин во Каиро беше сцена на брзи настани на 28 март 1973. Новата влада под воство на Анвар ел Садат положи заклетва еден ден откако беше избран за председател и главен командант на сите војни сили.
Со новиот Садатов режим, наместо целосна конфронтација со Израел, како што имаше изјавено, почна да се спогодува со Тел Авив за решавање на блискоисточната криза. Со оваа нова ориентација, Садат се изолира од арапскиот свет и беше осуден од голем дел на светската јавност. Четвртиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија се одржа од 29 до 31 март 1965 година во Скопје. На конгресот присуствуваа 463 делегати. На конгресот, кој работеше на пленарни седници и по комисии, беа разгледувани 5 точки од дневниот ред. Извештајот на Централниот комитет и ревизионата комисија на Сојузот на комунистите на Македонија, улогата на Сојузот на комунистите на Македонија во социјалистичките општествени односи, донесување резолуција за наредните задачи на Сојузот на комунистите и избор на нов Централен комитет, контролна и ревизиона комисија. Во дебатата по овие конгресни материјали учествуваа 114 делегати и гости. По тридневна плодна работа, конгресот на последниот ден ја донесе резолуцијата за наредните задачи на комунистите на Македонија и беше избран нов Централен комитет од 87 членови, контролна комисија од 15 и ревизиона комисија од 13 членови. 29 март 1967. Француската морнарица влегува во атомската ера. Верен на своето решение да ја направи Франција наполно независна, председателот Де Гол ја извлече од НАТО пактот и се ангажира француските сили да се опремат со атомско оружје. Оваа подморница прва од таков вид е на атомски погон и носи 16 атомски боеви глави. Вековниот сон за поврзување на Европа со Азија стана реалност во почетокот на 1973, кога беше завршена изградбата на мостот Босфор во Истанбул, Турција. Железната конструкција, долга 1560 метри, сега е дел од постојаниот автопат од Европа кон Азија. Тоа е најдолгиот мост во Европа, а четврти во светот. По бурните настани од 27 март 1941 година во Југославија и заканите на Хитлер за напад и уништување на Југославија, Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија ги презема сите мерки за одбрана на земјата. Така, на 30 март 1941 година, Централниот комитет издава проглас во кој се изнесени програмските мерки за одбрана на земјата од фашистичката агресија. Во интерес на одбраната на земјата и зачувување на слободата и независноста на народите на Југославија, се бара владата на Симовиќ веднаш да ги исполни барањата и желбите на народот кои со години беа поставувани. Укинување на сите вонредни закони и давање на народите на Југославија демократија, национални права и слобода. Слобода на синдикално и политичко организирање, амнестија на сите политички и воени затвореници, пакт за заемна помош со Советскиот сојуз, чистење на државниот апарат од сите противнародни елементи, туѓи агенти и петоколнаши и така натаму. Иако на овие барања новата влада на Душан Симовиќ се оглушила, сепак југословенскиот народ одново се нашол самиот себе си. Тој начело со Комунистичката партија на Југославија ги продолжува започнатите подготовки за одбрана на земјата на историското 27 мартовско не за одбрана на независноста на татковината. 31 март 1966. Во Соединетите Американски држави, водачот на Ку Клукс Кланот, Сем Холовеј, им се предава на службениците на Сојузната тајна полиција. Тоа беше кулминација на 76-дневната истрага по смртта на водачот на борците за граѓански права во Хатисбург, Мисисипи. Тој умре кога врз неговата куќа беа фрлени огнени бомби. Боверс и 13 на други членови на Ку Клукс Кланот, екстремна расистичка организација, беа уапсени и обвинети за кршење на граѓанските права, но не и за убиство. Пред 106 години на денешен ден е роден Борислав Станковиќ, истакнат српски писател. Роден е во Врање, се школувал во родниот град Ниш и Белград. Во своите дела Борислав Станковиќ, иако повеќе пишува за минатото на Србија и на Врање,
To je jedan od najgolemite обществени аналитичари на политичките и на психолошките промени и процеси во времето во кое живее. Од големиот број негови дела ги одбележуваме драмите Ташана, Коштана и најубавото дело, романот Нечиста крв. Prvi april je den работните акции на младината на Југославија. 15. мај 1945 година и за Југославија заврши Втората светска војна. Земјата разурната, патиштата, мостовите, железниците, голем број села и градови уништени. Во Југославија започна нова војна. Главна цел беше обнова и изградба на земјата. Во обновата и изградбата на земјата масовно се вклучи југословенската младина од селата, градовите, училиштата, факултетите и предпријатијата. По големиот број на малите локални работни акции во сите републики и покрајини, 1946 година започнаа поголеми сојузни работни акции и изградба на објекти што имаа големо витално значење за целата земја. Започна изградбата на пругата Брчко-Бановиќи, Шамац-Сараево, па автопатот Братство-Единство меѓу Загреб и Белград. Младинците работат и градат и денес. Нови фабрики, нови патишта, нови железници, работат на мелиоративни подрачја, со еден збор работат на секаде низ Југославија. Титовата младина ја гради Титова Југославија, на работните акции го зацврстува братството и единството, најголемата придобивка на народно-освободителната борба и револуцијата. Поради големата љубов на младината спрема татковината, председателот Тито во една пригода рече: "Народ што има ваква младина не треба да се плаши за својата иднина." Титовата младина за својот водач и учител на годишнината од неговата смрт во знак на сеќавање и благодарност за неговата љубов спрема младината и приврзаноста кон младата генерација, низ цела Југославија засадува 88 дрвца. Еден од германските команданти во Втората светска војна за прв пат се појави на сцената на Северна Африка во почетокот 1941. Тоа беше Ервин Ромел. Целта на неговата моќна армија беше да се пробие низ Северна Африка кон Суетскиот канал и кон нафтените полиња на Средниот Исток. По почетокот Ромел ги гонеше британците кон Египет. Но во наредните 2 години борбите се одвиваа во Либиската пустина, се додека германскиот африкански корпус не беше победен во 1943. Први април 1972. Бангладеш го погоди големо невреме што траеше 5 дена. 85 мртви, 4000 повредени, многу уништени села беше билансот на таа катастрофа. Бившиот премиер, шејко Темуџибур Рахман, ги обиколи настраданите краишта и се заложи за решавање на најбитните проблеми, обезбедување храна и за солниште за настраданите. Бившиот председател на Соединетите Американски држави Двајт Дејвид Ајзенхауер беше закопан во неговиот роден град Абилен, Канзас, на 2 април 1969 година. Меѓу присутните на закопот беа и бившите председатели Никсон и Џонсон. По негово барање, Ајзенхауер беше закопан во едноставен сандак, облечен во неговата униформа од Втората светска војна, кога беше командант на сојузничките трупи. Пет години подоцна, на 2 април 1974 година, умре францускиот председател Жорж Помпиду. Овде го гледаме кусо време пред да умре. Помпиду на 62 години беше премиер на Франција од 1962 до 1968 година и председател од 1969 се до неговата смрт.
Trka na pesočni jahti v 1967 godina preko pustinata Sahara od Alžir do Nouakchott, glaven grad na Mavritanija, dolga 2500 km. Za ovije nadprevaruvači ušte poteško beše da go izdržat silni od vetar, trkata traješe skoro 1 mesec.